Добро, не се академски 5 минути, до 15 минути, после 5 минути ја започнуваме нашата 21 дружба на ФЕИТ алумни, Асоциација на завршени електроинженери, пријатели на електрофакултетот. После 2 години од првата дружба стигнахме до 21-та поред. Во денес вечерва ќе се дружиме со ЕТАИ, Сдружение на електроничари, на електроника, телекомуникации, автоматика, информатика, едно од брендовите на нашиот факултет, скромно кажано, заедно со другите здруженија кои што го продлабочуваат делувањето и го анимираат електроинженерството во Македонија од повеќе сфери области. Инаку оваа година фативме еден ритам на представување на здруженијата поврзани со електрофакултетот и со инженерите, така да започнавме со IEEE, па продолживме со едно предавање на професорот Димировски, за да се дружиме со МАК-ЗЕПУ, го прославивме роденденот на Никола Тесла, се запознавме со работењето на МАКОСИГРЕ, ЗЕМАК и дојдовме до ЕТАИ. Инаку во период од прошлата дружба до оваа, факултетот си тече по својот план и работа, наставата си оди онлайн, дел од вежбите лабораториски се во живо, дел не, во теке реорганизација на некои програми студиски, помина првата кулкумска недела и се полека наближуваме до новата година. Вечерва, како што реков, сме со ЕТАИ. Ке имаме чест да разговараме со професорката доктор Марија Календар, која што е моментално председател актуелен на Сдруженијето ЕТАИ, со професорот доктор Миле Станковски, еден од поактивните членови во текот на работењето на ЕТАИ, и со професорот доктор Георги Демировски, еден од основачите на ЕТАИ. Така да не одложам многу, Марија повели, подиумот е твој, едно кратко запознавање со ЕТАИ и со неговата работа. Да, благодарам, Тони. Многу ми е драго што сум денеска дел од овој настан и навистина алумните на ФЕИТ убаво работи, откако има некој кој што ангажирано се го води и се ангажира за секоја средба. Драго ми е што денеска ќе може да позборуваме малку за ЕТАИ и за неговата работа и за неговите цели, да речеме, и да се потсетиме малку на историјата на ова здружение, бидејќи оваа година е така јубилејна за здруженијето. Значи, здруженијето за електроника, телекомуникација, автоматика и информатика, значи тоа е неговото долго име на Македонија. Како што кажува самото име, се занимава во основа со промовирање на овој тип на активности и наука во рамките на Македонија. Јас сум официјално председател на здруженијето од пролетта оваа година, иако во активностите, да кажам, ме вклучија нешто порано, меѓутоа имавме несреќа да ни се случи овие две веќе чудни години, каде што активностите на здруженијето малку замреа, додека не се снајдовме во новата околина. Меѓутоа, оваа година беше доста плодна и веќе почнавме со некоја поактивна работа, да кажам. Инаку, ЕТАИ е секогаш присутен на ФЕИТ. Јас со ЕТАИ имам запознаено уште за време на моите студиски години, кога некаде во последните години од студирањето бев вклучена во самата организација на една од конференциите, како студент, односно како организацијски помошник, да кажем. А секоја година понатака, нормално, како дел од ФЕИТ, сум и бев вклучена во активностите, односно во конференциите кои што ги организираше ЕТАИ. Никогаш не сум замислувала дека денеска ќе се обратам во оваа функција, односно сум малку повлечена, односно немам некоја желба многу да се истакнувам, малку и така на некој след на работи дојде да бидам јас председател, тоа колку што после сватив првата жена председател на здруженијето. Па ќе се потрудам да поработиме малку како и порано и да го заживееме здруженијето и понатака, односно да продолжиме работата на моите претходници. Секогаш зад работата на здруженијето стои голем тим кој работи со ентузијазам и посветеност, значи се работи за непрофитабилно здружение и сето она што ние го работиме од желба, од љубов и од
тоа што сакаме да сме присутни тука, односно да ја развиваме науката претежно во Македонија и таа соработка со индустријата и со стопанството. Повеќе за историјата на ЕТАИ ќе слушнеме малце подоцна и тоа во изворна верзија од професорите Ѓорѓе Демировски и Миле Станковски, кои се тука, односно кои се основоположници на здруженијето. ЕТАИ е секогаш поврзано со голем број на организации, значи како што кажа и Тони, факултетот за електротехника и информацијски технологии или порано електротехнички факултет е нераскинлив дел од ЕТАИ, затоа што најголем дел односно половина од управниот одбор секогаш доаѓа од академијата од ФЕТ. И ФЕТ како факултет секогаш го поддржувал ЕТАИ во сите негови напори да ги прави своите активности, да ги поврзе академијата и стопанството. Исто така и меѓународната организација IEEE, што ја спомна Тони, секогаш е во соработка со ЕТАИ и многу често организираат заеднички конференции или заеднички настани, се поддржуваат меѓу себе. Веќе неколку пати спомнав, целите на здруженијето се да тоа се гледа и низ долгогодишна традиција, да ги поврзе заедничките интереси, да создаде место каде што ќе се поттикне професионална размена на најновите научно-стручни искуства од теориски и од апликативен карактер, помеѓу луѓето од академската средина и од професионалната средина во индустријата. Затоа и управниот одбор на самото здружение е организирано така, 1+1 од секоја буква. Значи имаме еден член од академија, еден член од индустрија, од област електроника, исто така од телекомуникација, исто така од автоматика, исто така од информатика. И таа соработка е тоа што сакаме да го промовираме. Она што здруженијето го работи како основни активности се да ги следи актуелните научни и професионални текови во своите области, организира повеќе настани за поврзување на академијата и индустријата, кои што беа поактуелни во последно време, односно работилници за размена на искуства на одредени актуелни теми, како Smart City, како Data Science или примена на податочната наука во академијата и во индустријата, кој што настан за жал ни остана неодржан, меѓутоа ни стои како задача да го одржиме, бидејќи токму моментот кога требаше да го одржиме настанаа сите тие затварања во март 2020 година. Организацијата и уште една работа се организацијата на меѓународните конференции ЕТАИ, која што годинава се организираше по јубилеен 15 пат, одложена беше од минатата година, меѓутоа убаво се поклопи со еден друг јубилеј, тоа се 40 години од постоењето на здруженијето. Конференциите, слично како и работилниците, меѓутоа на поголема скала, секогаш се обидуваат да вмрежат што е можно повеќе научни работници и деловни луѓе, и тоа од различни области и од различни земји, и да разговараат, нели, да ги споделуваат најновите технолошки иновации и истражувачки достигнувања. Значи, особено сме горди што ЕТАИ конференциите секогаш ги продлабочуваат старите пријателства, создаваат нови, и што секогаш останува еден убав спомен, како што може да се види и од видеото кое што оди во позадина, затоа што секогаш на тие конференции има неверојатна позитивна дружба која оние што не се од тука, односно интернационалните учесници, ја памтат со години понатака. Исто, уште една карактеристика на тие ЕТАИ конференции е тоа што секогаш се одвиваат на брегот на Охридското езеро, кое е многу интересно за тие наши интернационални учесници кои се воодушевени од тоа што навистина го имаме, значи бисерот на Македонија. Оваа година, значи, организиравме, како што реков, 15-та конференција ЕТАИ 2021, при што беше за прв пат организирана на нов начин во оваа виртуелна средина како што се дружиме и вечерва. При тоа во рамките на конференцијата оваа година беа организирани 4 поканети пленарни предавања, тоа од навистина еминентни стручњаци кои се многу познати во своите полења и ја збогатија конференцијата на едно навистина повисоко ниво. Тука пак ќе му се заблагодариме на професорот Демировски за контактите и за тоа што навистина оваа конференција беше на едно високо ниво. Имаше десетина сесии исто така со презентации на особено добри научни трудови и 2 тркалезни маси на интересни теми.
каде што тркалезните маси беа од актуелни теми, односно за следната генерација на бежични комуникации, како и предизвиците и можностите што ни ги нуди интернетот на нештата, односно IoT. И e-health, односно здравството и сите оние технологии кои што ни овозможуваат во денешниот свет да сме поврзани и да одиме напред, но и да бидеме така малце под окото на светот и на технологиите. Овие активности во рамките на конференцијата беа особено интересни и предизвикаа голема љубопитност и големи дискусии, па дури и времето предвидено за нив беше кратко. Некако некои работи останаа некажани, што значи дека имаме можност и работа да ги прошириме овие тркалезни маси, можеби во целодневни настани за ваков тип на комуникација и размена на искуства помеѓу академијата и индустријата. Спомна веќе, значи оваа година обележавме всушност 40 години ЕТАИ во рамките на конференцијата ЕТАИ 2021. Исто така беше и тоа виртуелен настан. Дел од работите што тогаш ги кажавме, ќе ги слушнеме и денеска, затоа што е тоа навистина интересно и се гледа таа, да речем, тој континуитет што го имаме во рамките на Сдруженијето. Значи, целокупното искуство што е собрано низ годините, понатаму се пренесува на секоја следна генерација ентузијасти, кои што работат во рамките на Сдруженијето и секогаш имаме безрезервна поддршка од нашите предходни членови на управниот одбор, ама секогаш се членови на ЕТАИ. Значи, безрезервно ни помагаат и во сите организацијски работи, и во искуството свое, и во контактите и така натака. Значи, веќе ги спомнав, професорот Ѓорги Демировски, кој што е основоположник на ЕТАИ и наш најдолгогодишен и најискушен член, исто така и професорот Миле Станковски, кој е исто така во основоположниците на ЕТАИ и долги години во центарот на работата на Сдруженијето, беше долги години председател на Сдруженијето. Така да со нив ќе се дружиме подоцна и тие малку повеќе ќе зборуваат за историјата на ЕТАИ. Се надевам дека со ова добиваме некаков осет што е ЕТАИ и за што работиме, па понатака во дискусијата можеме и повеќе да поразговараме. Јас би имала толку, ќе им оставам простор да кажат и останатите по нешто интересно. Благодарам. И ти благодарам, Марија, за прекрасниот вовед. Добивме на слика што работи ЕТАИ, кој е ЕТАИ, кои се членови, и низ овие фотографии видовме дека има широк спектар не само од научната фела, туку и од апликативната дејност. Видовме представници од многу фирми, од многу организации кои што се доста актуелни денеска и кои што се, можам слободно да кажам, носители на движењата, тековите нови во областа на телекомуникацијата, електрониката, автоматиката, информатиката. Сега го давам подиумот на професорот Миле Станковски, долгогодишен член на ЕТАИ, еден од основачите на ЕТАИ и се уште актуелен дел научник, да кажеме, во својата сфера. Повелете, професоре. Благодарам, Тони. Добро вечер на сите. Чест ми е што вечерва ќе може да кажам мал дел од историјата на ЕТАИ. Добар дел од нас, повеќе од работите ги знаат, меѓутоа не е лошо сепак да се подсетиме од време на нив. Јас ќе ја споделам мојава презентација. Ама нешто би требало да биде ова. Чекај да видам. Се извинам само малку. Мислам дека Да, ворите се, повелете, професор. сега се гледа презентацијата. Значи, уште на почетокот се дискутираше за тоа како да се вика нашето здружение и во склад на тоа што во тоа време беше актуелно,
а сега гледаме и после 40 години се уште е актуелно. Мислам дека името што е одберено е сосема соодветно на задачите и намената на нашето здружение. Значи, електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. Прво, развојот на областите кои што ги зафаќа ЕТАИ е некаде од 60-тите години, каде што е воведен првиот додипломски курс за автоматско управување и кој што во 64-65 година е држан од професорот Милчо Коцаре, кој беше предавач по електроника, автоматика и телекомуникации. И тоа е фактички почетокот на развојот на областите кои што ги опфаќа ЕТАИ. Исто така професорот Коцаре беше ментор на првиот дипломски труд, кој што го одбрани професорот Демировски, значи тоа беше во 1966 година. И требаше повеќе од една деценија да обкружувањето и развојот на нашите области створи соодветна професионална средина како предуслови за развој на некакво здружение како што беше нашето здружение. Значи, нашето здружение е формирано, значи, како национално научно друштво на инженери и научници во професионалните области електроника, телекомуникација, автоматика, информатика. И тоа не дојде така едноставно, значи имаше неколку неуспешни обиди да се организира вакво друштво во 74-та и 75-та година, особено при одржување на 19-та ЕТАН конференција. ЕТАН во тоа време беше доста развиена асоциација или здружение на Југословенскиот комитет за електроника, телекомуникација, автоматика и компјутерство и нуклеарна технологија со седиште во Белград. Првото писмо или зародиш на ЕТАИ беше испратено од професорот Демировски и со повик за формирање на едно вакво здружение, на кое што имаше прилично висок одзив. Основачкото собрание беше одржано во Скопје на 23 јуни 1980 година во домот на Сојузот на инженери и техничари на Македонија, на кој што присуствуваа 113 учесници од цела Македонија. На ова собрание беше усвоен статутот, дефинирани целите и задачите на друштвото и беа избрани органите на управување, председател, генерален секретар, управен одбор и сите останати органи. Иницијативниот одбор кој што го потпиша формирањето на ова здружение беа овие 13 колеги кои што за жал некои од нив не се меѓу нас, меѓутоа најголем дел сме се уште тука, колегата Наудов, колегата Чилиманов, кој што денеска ме побара да се чуеме после можеби 10-15 години и ми беше многу драго што го слушнав. Професорот Демировски, професорот Джеков, Грчев, колегава од ОХИС, колегава Јосифовски, Јосиф од Железара, од МРТТ, професорот Камиловски, Роза Мирчевска, Љубомир Николовски, Страхија Новески, Марија Симовска, јас и колегава Лазар Стојановски, кој што беше од МВР во одделот за информатика, ми се чини дека работеше.
За прв председател беше избран професорот Георги Демировски, а прв генерален секретар беше колегава Коста Чилиманов. Од тогаш, значи до денеска, имаше 9 председатели, значи прв беше професорот Демировски, па професорот Джеков, колегава Арнаудов, професорот Камиловски, пак уште во 3 мандати професорот Демировски, па јас уште 2 или 3 мандати колку беа, па колегата Александар Истевски, колегата Мирослав Котевски и актуелниот председател колешкава Марија Календар. Во овој период имавме 6 генерални секретари, значи од првиот Константин Чилиманов, Јосиф Јосифовски, јас бев во 2 мандати, колешкава Настеска во 2 мандати, Пецо Неделковски и актуелниот Симон Бојаджиевски. Во почетокот нашето здружение имаше и членски карти, еве како изгледаат тие, со печат, подпис. Така да, за разлика од денеска, на почетокот нашето здружение имаше членство, имаше евиденција на членовите. Мислам дека не се плаќаше членарина, меѓутоа сите членови има членски карти. Јас имам неколку примероци од нив кои што треба да останат во архивот и во историјата на нашето здружение. Нашето здружение е членка на Меѓународната федерација на автоматско управување и таа стана член на ИФАК на 12-тиот светски конгрес во Сиднеј, Австралија, на собранието кога бевме примени, присуствуваше професорот Демировски. Кои се активностите на нашето здружение, кои беа активности во првите години на основањето? Значи, прво, во ЕТАИ беа вклучени главно луѓето кои што работеа во предпријатијата во кои што беа развивани областите ЕТАИ и луѓето од факултетот кои што исто така работеа во областите ЕТАИ. Во предпријатијата луѓето генерално се занимаваа или со одржување на опремата, многу помалку имаше развој, или во информатичките компании, во тоа време имаше 1 или 2 информатички компании. Една од првите задачи на која што тогаш прилично многу работевме беше формирање на така наречена банка на електронски компоненти, бидејќи за разлика од сега кога набавката на електронски компоненти е многу едноставна, тогаш беше многу проблематично набавка на компонентите и можеше и се случуваше за еден операционен засилувач да стои цела фабрика со денови или со месеци. Значи тогаш почна да се воведува информатиката во Република Македонија и да започна покомплексната автоматизацијата на процесите и постројките во предпријатијата. Значи, ЕТАИ беше во тоа време некаква врска помеѓу инженерите кои што работеа во предпријатијата и луѓето или научниците кои што работеа на факултетот. Во однос на стручните и научните активности на нашето здружение, значи од првата тематско-научна стручна конференција со која што започна активностите на ЕТАИ, преку национална конференција, која што понатаму прерасна национална конференција со меѓународно учество, дојдовме до сегашната состојба да нашата конференција е меѓународна конференција.
на која што на сите овие форми на организирање се поднесува стручни и научни трудови. Значи, не беа тај не е ограничено само на научните трудови, туку е отворено и за инженерите од стопанството кои што може да учествуваат со своји стручни трудови. Сега малку ќе поминам околу тоа конференциите што ги организираше нашето здружение почнувајќи од првата конференција ЕТАИ во 1981 година, на која што беше издаден зборник на трудови, на кој што имаше 9 труда со од 15 автори и на која што уредник беше професорот Демировски. И тоа беше зародиш на конференциите на ЕТАИ. Втората конференција беше многу поуспешна и на која што учествува многу повеќе стручњаци од цела Југославија, значи 116 учесници имаше, и која што се одржа 82 година во Охрид. Имаше зборник со 50 трудови, уредник беше професор Демировски, и оваа конференција беше поддржана од целокупната научна и политичко раководство на државата во тоа време. Јас го имам зборникот и гледам дека еден од покровителите бил и генерал Михајло Апостолски во тоа време. И министерот за образование и наука и така натаму и така натаму. Значи сите луѓе кои што нешто значат во областа која што ги покрива ЕТАИ беа активно вклучени во тогашните конференции. Третата конференција беше или втора тематска научно-стручна конференција беше во 85 година со 110 учесници, со прилично беше издаден зборникот на кој што беше уредник пак професор Демировски. Понатаму една од најголемите конференции беше 89-та година, третата тематско научно-стручна конференција е тај 89-та, на која што учествуваа 180 учесници од цела Југославија. Бидејќи беше голем број на трудови, беа издадени, зборникот беше во 2 тома, професор пак беше професор Демировски, со колегава Давчев, Камиловски, колешкава Перчинковска, професор Спасеновски и јас бевме дел од уредувачкиот одбор. Следната конференција беше 93-та година, каде што покрај ЕТАИ се одржа и првата Балканска конференција за применети автоматски системи, АЕС 93-та, каде што вкупно учествуваа тогаш 216 учесници од цел Балкан, значи веќе конференциите на ЕТАИ ги надминаа границите на поранешната Југославија и пак беше издаден зборник, кој што еве ги податоците тука ги гледате. Малку после имаше 7-8 години застој, значи ова беше 93-та, следнова конференција беше 2000-та година, значи во септември во Охрид, кај што имаше веќе 120 учесници од Југославија, зборник на трудови исто така, имавме уредници, бевме професор Арсов, јас и колешка Колемишевска Богуловска. И во паралелно со ЕТАИ 2000 беше организиран и
меѓународниот симпозиум за применети автоматски системи, каде што еве гледате и таму имаше 68 труда. Председавач на конференцијата во тоа беше професор Грнаров заедно со мене, а уредник на зборникот беше колешкава Колебишевска Гугуловска. 2003-та беше 6-та национална конференција, која што беше со 135 учесници, со пленарни предавања. Зборникот на трудот беше со од 530 страни, уредник на зборникот бев јас. Па 2005 година, пак во Охрид, со 125 учесници и еве го зборникот, еве ги дел од учесниците на оваа слика. 2007 година беше 8-та национална конференција со меѓународно учество, пак во Охрид, 126 труда. И тогаш првпат покрај печатениот зборник имавме и зборник на CD. Деветата национална конференција беше 2009 година, која што имаше скоро 150 труда. Уредник на зборникот беше професор Александар Ристовски. Имаше, значи, 6 пленарни предавања, 21 сесија и ова конференција беше исто така една од поуспешните. Во 2011-та беше 10-та конференција, која што исто така 105 труда, 22 сесии. Пак уредник беше колега Ристевски. И во 2011-та, паралелно со ета и конференцијата, беше одржан и специјалната меѓународна конференција на комплексни системи на управување, комуникации и компјутинг, која што беше посветена на 70 години од животот и 45 години од активна работа на професор Демировски. Конференцијата беше прилично успешна, учествува 106 автори од 23 држави, од 3 континенти, со 46 труда. Уредници на зборникот бевме јас и колешката Колебишевска Гугуловска. Во 2013 година веќе нашата конференција премина во меѓународна конференција, пак во Охрид, со 16 сесии и овде уредник на зборникот беше колега Ристевски. 12-та меѓународна конференција беше во Охрид, 2015-та, со 6 пленарни предавања, 69 труда, веќе председател на Сдруженијето беше колега Мирослав Котевски и тој беше уредник на зборникот. Следната 2016 беше 13-та конференција, која што исто така беше прилично успешна со 5 пленарни предавања, со скоро 60 труда. И тогаш почнавме да издаваме само книга на абстракти и целосен зборник на CD. Уредник и тогаш беше колега Котевски. 2018-та беше во Струга конференцијата, која што беше со 4 пленарни предавања, 57 труда и која што се одржа, значи, во Струга и уредник на зборникот беше колега Котевски. 21-та беше конференција која што се одржа оваа година, која што беше онлайн. Сите претходни беа конференции кои што се одржува со физичко присуство.
на оваа конференција имаше 54 труда, 4 предавања и 2 тргалезни маси. Уредник на зборниците е колешкава Календар. Сега би сакал да кажам уште нешто, значи покрај научно-стручната работа која што ја негуваше таа и сите овие 40 години, нашето здружение беше и место на дружење на стручњаците од областите на ЕТАИ. Посебно конференциите представуваа место каде што можеше сите да се видиме, да размениме мислења и особено дружбите кои што ги правевме со на вечерите и на екскурзијата која што беше надалеку позната и се уште е позната, значи со бродот до Свети Наум, значи кои што дружења беа навистина незаборавни. Овде гледаме некои од учеснициве, колегиве од Бугарија, професор Демировски, еве овде дел од учесниците на бродот, на Свети Наум, дружењето за време на паузите во хотел Метропол, еве пристигнување со бродот на Свети Наум. Значи, навистина беа дружбите со музика, со оро незаборавни, и тоа беа навистина незаборавни конференции. Едно време конференциите ги одржувавме на 3 години и за тоа што колегите кои што присуствуваа на конференциите многу добро се проведуваа додека ги правевме конференциите, се инсистираше да почне да ги правиме конференциите на 2 години и мислам дека од 2005 или 2007 година почнавме да ги правиме конференциите наместо на 3 на 2 години. Се надевам дека нашето здружение ќе продолжи со своите активности, со конференциите и со дружењата како што беа до сега, да продолжиме и понатаму. Ви благодарам што ме изслушавте и пожелувам успех на нашето здружение. Благодарам. Ви благодарам, професоре Станковски, за убавата презентација, за деталната слика која што ни ја пруживте од сите аспекти на делувањето на ова здружение ЕТАИ, неговата соработка, неговиот широк круг на фаќање на експерти, би рекол, од оваа област, а еден од основачите... Јас се извинувам уште нешто да кажам, да не се навраќам после пак. Значи, јас ги имам скоро сите зборници од сите конференции, и тоа некои по повеќе примероци. Имам 2 кутии со зборници и некои ми се дома, некои ми се на факултет, и би сакал за време на председателството на колешкава Календар да организираме, да направиме нешто како некои ормари или нешто, да се видат зборниците, да ги поставиме некаде во холот на факултетот, да се види придонесот на ЕТАИ во изминатите 40 години. Значи, јас би ги донел сите материјали што ги имам преку постери, зборници, плакати и се што имам, да биде тоа званично негде, да бидат поставени и да се префрлаат од генерација на генерација, да не загинат некаде во некој подрум кој што на крај ќе бидат исфрлени. А кој што навистина мислам дека за нашето здружение многу вредат. Така да јас наредните денови ќе ја контактирам колешкава Календар и ќе ги однесам до кај факултетот и да се потрудиме да организираме некако да тие сите материјали бидат видливи и младите колеги да може да ја видат историјата на ЕТАИ. Се извинувам за... Нема проблем, одлична одлична идејата, дефинитивно мора да го направиме тоа, затоа што така ќе остане историјата. Значи, битно е да ја имаме и да ја предаваме. Ќе се договориме и со деканот да најдеме пригодно место каде
тоа ќе биде изложено и постојано, зашто да не мислам, тоа треба така да биде. А еве како едно заокружување нови серијал што го правиме со алумни на представување на здруженијата поврзани со електро, кон вашето здружение тај ќе се приклучат и другите здруженија, така да во идеја некој катче да бидат или некој дел од факултетот да бидат представени, презентирани сите здруженија кои што потекнуваат од факултетов и кои што доста добро работат. А како што почнавме, еден од основачите на ова здружение, почитуваниот професор Демировски, па професоре, поведете со вашето излагање. Секој пат интересно да се слушнат вашите размислувања кои што се актуелни и во денешно време. Јас морам да кажам нешто поинако отколку што овдека ме потсети колегата Станковски. Знаете, драги колеги, причината зашто генерал Михајло Апостолски беше навистина во почесниот дел од првата конференција на ЕТАИ е тоа што уште во планините беше основано инженерската единица при главниот штаб на НОП и ПОЙ на Македонија, од кој еден од истакнатите што остана до крај да служи на Сојузот на инженери и техничари, уште тогаш е основан, е покојниот Боро Равњански. Генералот Апостолски во тоа време беше председател на МАНУ и тој со се срце се зафати со покровителството. Каже, а како што ние во планините основавме инженерска сесија, така вие создавате како што треба научно и стручно дружение, сврзувајќи ги универзитетите и универзитетот, факултетот со индустријата и другото стопанство. Инако јас се разбира изразувам благодарност на моите колеги соработници, без чие соработка не знам дали јас би достигнал тоа рамниште што го имам, за да може да се оствари и она што оваа година го имавме, да двајца видни луѓе, едниот од Австралија, другиот од Полска, да бидат пленарни предавачи, а тие се барем една, ако не и две категории повисоко од мене. И професорот Јануш Кацпарсик и професорот Пенгши. Нема многу меѓународни конференции по светот на кои што може да се посветат дека овие два човека им биле во исто време пленарни предавачи. Ве молам, поминете следната. Вака, во овој момент морам да ви споменам дека еден од првите автори на ЕТАИ е Јани Марков, покоен, сега другар од мојот студентски денови, истовремено, во контекст на одбраната на неговата магистарска работа, мојот најсакан професор, доктор инженер Тодор Јакимов, вели, ме убедуваше дека толку ни е нивото. За жал, толку ни е нивото. Иначе професор Јакимов е еден од најдобрите дипломанти на електротехничкиот факултет во Загреб на сите времиња, поготово во тој раниот период на Југославија. Затоа и доживеа да биде повикан за технички директор на основањето на железарница. Јас се спротивставив. Тоа во мојот инстинкт бунтовен се спротивставив. И доживеа професор Јакимов во прикладен начин да ми одаде признание, бидејќи јас докторирав во Англија. Чудо големо. Одиме натака. Морам да ви признам дека во еден сличен изблик на бунтовност се роди идејата во ноември 79 година, на ЕТАФ во Белград, ме фати инат за и кај нас во Македонија да наосноваме слична организација на тогаш постоечките, еве кои што беа постоени. Имаше и понатака. Јас мислам дека во овој случај треба да цитирам големиот Исак Њутон. Доколку сум видјавал подалеко од другите, тоа е само што сум стоел на рамењата на джиновите пред мене. Точно е, јас учев од сите други низ цела Југославија и се трудев да учам и од оние вон од Југославија. Понатака ве молам.
И така, уште тогаш се обратив со, како што спомна веќе професор Станковски, се разбира прво кон нашите доајени во тоа време, професор Милчо Косарев, професор доктор Паневиќ Динчев и професор доктор Момчило Богданов, се разбира и ние полетарците заедно со Томислав Джеков, тогаш тазе доценти. Ве молам, имајте во предвид дека тоа беа сосема други услови. Тоа е време на југословенскиот социјализам и во многу фабрики постоја клубови на инженери и техничари. Јас ги споменувам неколку. Еден од најдобрите меѓу најдобрите од нив беа во Железарница, во 11. октомври во Куманово, во 11. октомври во Прилеп, во Охис и луѓето кои што се во тие 13 колеги се од таму. Ве молам понатаму. Однапред, јас лично однапред бев, и ако има постапки што треба да се извршат за да и ден денеска треба постапки за да регистрирате здружение на граѓани било кое. Јас успеав да најдам колеги кои што дипломирале на други факултети, ЕТФ факултети, низ Југославија, Белград, Љубљана, Сараево, Ниш и Загреб, и вклучително и колеги кои работеа во МВР, односно СВР на Македонија. Во тоа време се знаеше слабострујни насоки и јакострујни насоки. Тоа е традиционалната поделба. Па јас бев унапред, ако успеев да собереме луѓе кои што се и од едната и од другата страна, и во академијата, и во стопанството, може да биде барем имплицитно препознатливо, признаено и прифатено од така наречените постари браќа и сестри, особено во Белград, Загреб и Љубљана, а исто така и во Сараево, малку помладите и така напред. Така и бидна. Наскоро успеа Сдруженијето во драматичната 1982 година да ја организира таа ЕТИ со трудови во кои што за прв пат се појави и трудови вон од Југославија. Таа е драматична година затоа што едноставно тоа е кризата со петролеум, нафтена криза во светски рамки. Вие помладите тоа не го знаете, али ние кои што го преживеавме го знаеме. Беше колегите соработници, зборам за секретарите, зборам за Миле кој што учествувал во седо тоа, се организираше со автобус транспорт од Скопје во Охрид и назад. И се одржа. Без остаток. Се најде што треба да биде. Се до последнава конференција која што е за прв пат и мощно и успешно виртуелно организирана онлайн 2021 под раководство јас истакнувам првата дама председателка Малија Каендар и незините блиски соработници. Но да не заборавиме, има една плејада колешки кои од самиот почеток, вклучително и во основањето, и тие по правило сите беа меѓу најдобрите студенти на електротехничкиот факултет. Понатака, нашето здружение, јас иземам слободно да кажам, во времето на зрелоста, кое што е под водство на Мили и останатите колеги, продолжи така да израсна до поле од електромагнетните бранови на Джеймс Клерк Максвел се до гравитационите бранови на недостижниот Ајнштајн, чии постоење на ниво на галаксии е докажано тек пред 5-6 години. Ама постои. Еве ги луѓето кои што се тие на кои што треба да се збора. Јас што понатаму не знам. Не можам да знам. Не сум Нострадамус пророкот, ама знам кои се виновниците за сагата ета и да започне и да се одвижи. На кој што јас вечно им благодарам за довербата во мене. Арнудов Слободан, Челиманов, Костадин, Джеков Томислав, Грчев Илија, Јосифовски Јосиф, Камиловски Методија, Мирчевска Роза, Дама, Николовски Љубомир, Новески Страсе, Симова Марија, Дама, Станковски Мили, Стојановски Лазар. Сиве овие се придружија на мојата маленкост и го подпиша иницијативниот документ за легална регистрација на ЕТАИ, без кое
неке можеше да се создаде и нормално да продолжи да се развива здружението. Уште еднашка. Лично останувам наклонно да верувам дека освен ФЕИТ и на здружението и на конференциите на ЕТИ треба да благодарам за моите авантури во НРКИН на далеко познатите колеги. Тие се тие кои што учествува меѓу првите. Од Англија, морам да признам дека тие се колегите од Англија, потоа колегите од Кина и се разбира кои ќе се појават меѓународни трудови, тогаш ќе почнат да доаѓаат од различни Полска, Финска, Германија, Франција. Значи, отворивме свилен пат на Марко Поло, венецијанскиот трговец, го отворивме до целиот свет. И ова година беше она што се случи со Пенгши, иако е кинес, но од Австралија, и Јанос Кацпарси, кој што е еден од најпознатите академици во Полска. Ова се малце нешто од мојата минато трудска и за потребите на колегите во Кина. Ве молам понатака. Преостанатиот дел е наменет само за оние кои што се заинтересирани да го гледаат, бидејќи станува збор за семинар на високобрзинските комуникацијски мрежи кои што се надминуваат и електротехника, и автоматика, и електроника, и комуникации, и компјутерство. Се заедно. Тоа е тоа кој што е иднината. Едната форма се појавува како Internet of Things, ама другата форма се пројавува како социјални мрежи и псевдомрежи, меѓутоа научната вистина позадина постои. Директно постои. И таа е и физички и математички заснована. Ова е дел од мојата соработка што таму постои од една млада докторантка во Кина што заврши, во која што и јас малце некоја помош пружив. Уште еднашка ве молам. Уште еден слайд. Еве, тоа е тоа. Синхронизација на излезните варијабли од комплексни мрежи со нелинеарни динамички јазли кои што имаат релативна степен 1, ама има и со релативен степен 2, а тоа е веќе понатака навлегува во теоријата на кибернетските системи или кибернетско-системска теорија на реалниот свет. Јас би повторил само една работа. Таа се должи на покојниот Калман, кој има речено: зграпчете ја и внесете ја физиката точно и правилно. Се останато е математика. Втората е на Ајнштејн, веројатно е уште посилно. Сакам да ги дознам господовите мисли. Се друго се поединости. Па ја не знам дали можеме секој пат да зграпчиме и физика и математика, а сигурно не можеме да зграпчиме господови мисли. Ама, мојата порака е, доколку ние не постоиме и не се бориме за нашето место под сонце, достојанствено, така како што заслужуваме, нема шанси никој друг да ни го отстапи. Јас тоа сум се уверил и како личност, како поединец, и како колегиум, и како квалитет, и како институт на факултетот, и како факултет. Изванредни менеджерски способности во мене дојдоа додека служев како продекан под покојниот професор Спасиновски, кој беше одличен менеджер. Меѓутоа, ние сите треба да учиме едни од други, она што знаеме, но никогаш, ама апсолутно повторувам, никогаш да не отстапиме пред она наплив, кој што и денеска го слушав на телевизија, дека тоа инженерите се мајстори, они знаат да делкаат дрво или да делкаат железо или да прават, да лијат ова, да лијат она, ама немаат способност да замислат општество. Епа, драги мои колеги,
Јас ја симулирав растурањето на Југославија. Математички, со динамичка теорија на игри. И точно е така. Симулирав преди тоа растурањето. Ајде да не зборувам. Ќе заминем на другата страна од барикадата. Може да дојдат да ме посетат несакани посетители. Ви благодарам што ме сослушавте. Мојата порака е да не се отстапува и да се бориме за нашето место под сонце. Ние единствено имаме потенцијал. Зборам за инженерите, која велам ние. Не на ЕТА само. Не само на електротехничките инженери, електронички. Зборам за инженерите воопшто. Го имаме потенцијалот за општествените промени. Пораката е ова. Искуство. Не го јас открив. Тоа е старата и најголема империја после римската, британската империја. Таму институцијата на електротехничките инженери заедно со други инженерски институции е трансформирана во институција на инженерство и технологија. И она покрива не ЕТА све заедно. И ЕТА и енергетика и све заедно. Знаете, има центри на таа организација во сите поранешни британски колонии. А има и во Кина. А има и во САД. Не е тоа случајно. Едноставно, од тие средини, од ова година председател на институцијата ИЕТ е пензионирал маршал на авиацијата за технички, во инженерско-технички прашања на авиацијата на незиното кралско величество, кралица Елизавета II. Зар мислите дека е тоа случајно? А овие наши општественици и владетели тука кај нас, тоа се најобични дудуци. Можам да го излезам и на плоштад да го повторам тоа. Дека се најобични дудуци. Дали сакате леви, десни, средни, какви сакате? Епа, ако има некој да ме апси, нек ме апси. Ја со своје 80 години толку можев, толку научив. И сакав да го пренесам. Мора да си стоиме на своето место. И како здружение, и како факултет, и како поединци. Ама обстануваме само ако имаме организација. Без организација нема ни теорија за обстанок. И тоа, Миле тоа го знае, реорганизацијата на Сојузот на инженерите и техничарите има или задача, или чест, или како сакате, или судбина. И јас да учествувам, и Миле учествува, не е само тој, и многу други. Ја правев по углед на британските институции, на научно-инженерски здруженија, чии основи се положени од сер Исак Ньютон. Не е тоа занемарливо. Тоа е патот. Ако можеше премиер на Британија и не еден, на повеќе универзитети да биде председател на универзитет, зашто да нема или на здружение како што сега е фелдмаршал на авиацијата, зашто да нема нашите здруженија да имаат место како што треба во општеството? Кој е тој што е покомпетентен за образованието високо во техничките дисциплини? Јас тврдам не само во техничките, туку и во не техничките дисциплини. Бидејќи тоа е тоа што е еден продукт, тоа е интернет на нешта. Тоа е нетехничките примени на системско-кибернетската теорија на систем. Еве толку од мене. Ви благодарам. Извинете ако малку и емотивно реагирав. Затоа што ја не можам да го гледам, да го поднесам што све се случува во високото образование во нашава земја. Бидејќи памтам долго. Ви благодарам, професоре, секој пат инспиративен, секој пат полн со енергија, како пред 40 години кога се основало здружение, они што се вклучија подоцна,
Ние сме на 21-та дружба на Фейт Алумни, на која што завршуваме со серијата представување на инженерски здруженија поврзани со нашиот факултет. Вечева се дружиме со ЕТАИ. Го слушнавме излагањето на професор Демировски, еден од основачите на ЕТАИ. Професорот Станковски ни даде еден пресек на работата како на конференциите, како и на другите работи, и професорката Марија Календар, првата дама која што моментално е председателка на здруженијето. Поред на нештата го отвараме сега подиумот за дискусии, коментари, сугестии, мислења. Поведете. Професор Арсов, поведете. Може и јас малце, а? Секако. Прво последните зборови на професор Демировски, или јас ќе речам Ѓорѓи, бидејќи кога станав млад асистент, он беше постар асистент и делевме канцеларија заедно, а се знаеме бајаги пред тоа, поприлично долго, нели? Сакав прво да кажам она околу инженерите. Меѓу најуспешните политичари во светот имало и луѓе од струката, земете Ангела Меркел, или кај нас на времето кога беше Анте Марковиќ, например, премиер, какви промени направи, ама оние другите се тоа растурија. За жал во Германија, додека беше Меркел, не можеа да рушат. А сакав да се задржам околу почетоците на ЕТАИ, бидејќи јас сум дел, може не сум потписник, ама сум присуствувал си на првото оснивачко собрание. Првите активности што ги правеше ЕТАИ не беа конференции, фактички беа предавања кои што се држеа во домот на инженери и техничари, еднаш месечно, ако не се лажам, кај што голем број млади асистенти, повозрасни или поискусни доценти, професори и луѓе од стопанството изложуваат за некои новини до кои што дошле во своите истражувања, земајќи предвид дека тогаш во Македонија во големите фирми имаше и истражувачки институти кои што денеска не постојат. Втората работа што сакав да ја кажам, може би малце за прегледот што го даде Миле Станковски, може би треба кај конференциите да се наведат председавачите или председателите на конференциите, бидејќи таму како председатели учествува многу видни професионалци, професори или стручњаци од Македонија, професор Спасеновски, професор Пановски, професор Демировски беше председател, и Станковски беше Аксенти Грнаров и така натаму. Може би треба тоа да се додаде во прегледот на конференциите. И она што би сакал на крај да го кажам, тоа е, да речеме, колку ЕТАИ има улога во формирањето на македонската секција на IEEE. Имено првите контакти поофицијални околу тоа зошто немаме секција во Македонија беа направени, ја мислам, 92 или 3, кога беше гостин на конференцијата и поканет предавач Океј Кајнак, наш добар пријател, кој што едноставно рече, зошто немате секција во Македонија, па немаме доволно луѓе. Па има таму, може секција во формирање и така натаму. И се обидовме нешто, не ни одговара, од IEEE не сметаа за несериозни веројатно, и мислам дека првите контакти во наше име со IEEE ги направи професорот Кајнак од Истанбул. Значи, јас толку како дополнување за историјатот на веројатно оној првиот зборник од 81 со 5 труда, се оние трудови што се излагани на тие едномесечни состаноци, кои што може би, не знам, може би треба една таква пракса да се обнови. Континуирана работа со по една подолга презентација, предавање како што прави IEEE, да има, не мора да има секој месец, да се организираат на ниво на Сдруженијето ЕТАИ.
Благодарам. Ево, зборникот го имаме. Да, да. Ајде ја да се замешам. Гоце е во право, точно е, така се одржа, ама сметав дека, јас сум кривецот, сметав дека ако не се соберат на едно место и вака приберат, дека ќе се изгуби и ќе се заборави. Кој ќе видите, тамо има од повеќе подрачја. Апсолутно, Има од апсолутно. електростопанство, покојни Марков Јани е еден од другите кои што има Никола од Прилеп од неколку месеци. Меѓу другото е една од целите за тоа да се задржи и беше да остане, ама и да се види дека не сме само се собрале, да кажам, луѓе од академската средина, него напротив, со сето добре дојде, прибравме колеги кои што имаа што да кажат, а работеа во стопанството, во индустрија. Така е. Отпосле е собрано све заедно. Ако и тоа е Произведени неколку, не се сеќам колку примероци, ама фала Богу има и некои сочувани. И добро е што се сочувани. Па иначе ки исчезнало. Јас, на пример, примерок од моето предавање нем. Ефа, Да. така ти бил късметот. Добро е. Веројатно не си имал напишано, отпечатено. Има. Таму треба да го има. Ама јас неам дома, кој знае каде е. Јас имам од тебе еден писан труд од твојата специализација во Франција, која што е всушност математичка логика за интегрирани дигитални електронички кола. Ти може си ја заборавил, али ја тогаш прва се судрив со математичка логика. Забораваш дека ти реков, не може, Гоце, не можам да го прочитам, додека бевме во иста канцеларија. За циклоконвертор е твојот труд, Гоце. Да. Циклоконвертор е друга работа, тоа е после, тоа е тој енергетска. Првиот труд на ЕТАј е за циклоконвертор. А ова беше труд за зборникот на трудови на електротехнички факултет, дел од мојата проектна задача во Франција. Во Франција. Да, тоа е друго. И тогаш ти ме поттикна да седнам како бе ја да не можам да го прочитам, ти кажав дека не можам, и ме фати инати седнам да учам математичка логика. Тоа што ти, за да можам да го прочитам што ми даде. Си заборавил, ама ја го земав и памтам дека почнав да... Ама јас со таму свртев на енергетска. Отиде на енергетска, добро, не продолжи таму. Така ме убеди менторот у Белград, професор Раковиќ. Да, добро. Милјанич беше изваредна личност и најдобриот стручак по енергетска електроника, имаше најдобриот ментор во Југославија. Тоа за магистерска, мислам дека го имав најдобриот ментор или меѓу најдобрите во светот, ако сакате. Не знам, ја за тоа толку колку што знам тоа е. Ама иначе ја довршив твојата математичка логика на Универзитетот во Истанбул. Во базичните основи на компјутерските науки. Го развив целиот курс. Сега можеме да ти конкурирам за математичка логика. Секој се вика за својот ментор дека му е најдобар. Многу благодариме за споделувањето на убавите сеќавања, а тука видовме дека таа има историја, мислам дека некој внуче се појави кај некој од присутните. Голем поздрав и до нив, значи Електрос има и нивна и понатаму. Миле, дојди да ги поздравиш луѓето. Еве го младиот член на ЕТАј. Поздрав. Мафни. Вика Миле. Презимето ми е Станковски. И он се вика Па веќе си доктор на науките. Во ред некој друг за коментар, дискусија, сугестија, мислење, од младите колеги гледам дека тука професор Кокалановски, Шубиновски, Томислав Карталов, Боја Маневски, Ана, Драгица Уста Петрова. Поведете.
Јас би сакал да споделам нешто. Повели. Имав прилика, работејќи на некој труд во 2012 во Загреб, да открием дека таму има некоја куќа, како што кажавте и вие, техничка куќа. Или место на собиралиште на, на целата наша фела, да речеме. Мислам дека, ево, се запознавме, имаме потенцијал, имаме доволно здруженија, некои членови се преклопуваат од едно во друго, сме си помагале меѓу себе и ето понесени од идејата на професорот Станковски да се соберат некои работи на едно место. Можда е право место факултетот и дел од факултетот кој сигурно би остапил место за сите наши, ето, и во иднина работи што сакаме да ги приложиме како здруженија, но можда е убаво да се размислува дека ето државата може да, или тоа, како се вика фирмата ПУИК, застопанисување со простор во Македонија, да преку неј за да најдеме некое соодветно место, соодветни канцелари, соодветна... Ја само, Климент, ако може да ти кажам, вака стојат работите. Значи, стариот дом на Сојуз на инженери и техничари е сега дом на, како се вика, Инженерската асоциација, инженерска институција на Македонија. И таму има голем простор, кој што во инженерската институција членуваат сите здруженија како нас. Значи, некаде околу 30 здруженија се. И таму има со организација, со управен одбор, со се. Има големи простории, меѓутоа поголем дел од просториите се издаваат за да може институцијата да живее. Едно време имаше, секое здружение имаше канцеларија, па едно време и ние имавме таму канцеларија. Просторот е на, како се вика тоа, кај што беше Беко порано, тој проводот на кај площад, кога си иде на Аголот тука. АББ беше едно време, значи сега площад, како се вика кај фонтаната, площадот на ВМРО, тука на Аголот, на Палома Бјанка, мислам, дека е на Трговскиот е тука. Не таму, не. Не, ова е зад Министерството за финансии сега, така. Министерство за финансии, кај што е Од задната страна. Кај што е преминут. Тука на Аголот е инженерска институција на Македонија. Так. И таму има простор, ако се мисли за простор, меѓутоа многу малку не е све до државата, многу малку луѓето и одат таму, просториите стојат со години неотворени, не земах беше едно време поактивен, сега гледам и они не се. Така да мислам дека правото место за ова што го имаме е факултетов, каде што има движење на луѓе и каде што ќе дојде до израз тоа што го имаме да го изложиме. Добро, во секој случај благодарам, ето уште една информација дека пошто здруженијето во кое членувам од мојата бранша, да кажам, кај што сум на што го работам, е да речеме немаме конкретно канцеларии. Можда би се вдомиле ето таму кај што може да отидете во инженерски. Да. И ние сме здружение на инженери и техничари, али во секој случај. Да, значи таму ни е местото. Беше председател, па после тоа во 2 мандата јас бев подпредседател, бев генерален секретар. Моментално председател на инженерска институција е колешкава Кристина Спасовска од нашиот факултет. Да, благодарам. Така да може, ова се информации кои што може да ги така. Да ви бидат употребни. Добро, тоа важи за сите оние кои ето сакаат нешто да направат или да ако има здружение или ако се организирани да најдат простор каде што би работеле, затоа што многу е полесно кога имаш една канцеларија и сите други, да речеме, конференциска сала, библиотека или било што од оние заеднички трошоци ги делиш со други институции.
и многу е поевтино за самите нас. Да издржиме и да имаме место кај што можеме да се собираме и да работиме. Може да отидете и да се обидете да видите што ќе направите. Миле, Да, Миле, дали се просториите се уште собственост на институцијата? имаше многу борба околу тоа дали се или не се, па при тоа кога беше уписот, па нешто, па на суд бевме едно време и на крај ги добивме просториите. Бидејќи во салата доле, таму се одржа основачкото собрание на ЕТАИ. Таму се одржа. салата да, таму е преградена во повеќе канцеларии, некоја фирма беше. Не е више сала. Да, меѓутоа просториите се собственост на инженерска институција. А инаку дека мора да издава, мора за да преживее. Да преживее. Тоа е борба за опстанок. Тоа е кривица на сите инженери и техничари. Наместо се соберат, патем, да ви споменам, за британската институција за инженерство и технологија, таа ги вклучува во своите членство од техничар све до доктори на науки и вклучително со председател Фердмаштер за техничка авиација. За авиација на кралската, за технологија на кралската авиација. Значи, техничарите се составен дел на нас. Со нас. Не случајно тие ги имаат сите заедно. Се е потребно, секој ранг на стручност во техниката е неопходен за општествените потреби. Како да се избориме, Бога ми треба борба. И тоа голема изгледа. Па јас сум за борба, ако сум стар, јас сум за борба. Во ред, некој друг за коментар, размислување, сугестија? Добро, снимено ќе го добиеме. Да, ова ќе биде презентирано на нашата веб страна, во склоп на факултетската страна, на нашиот YouTube канал. Ако немаме друг коментар, јас само можам да кажам дека беше задоволство да се дружиме вечера со ЕТАИ, да се запознаеме со работата, со актуелните случувања, со историјата, со да го имаме еден од основачите на ЕТАИ дека, со дискусијата на сите присутни. Со ова ја закружуваме циклусот представување на инженерски здруженија и следната 22 дружба ќе правиме на рекапитулација на годината, а за до година планираме малце проширување на контактите со регионот, Белград, Загреб, Софија, Тина, Ниш, колегите од тие здруженија на алумни и малце повеќе соработка интернационална или регионална. Во меѓувреме останете ми со добро здравје, чувајте се и се надам дека полека нашата фила ќе се го добие местото што го заслужува. Тоа зависи од сите нас. Ви благодарам, убава вечер и се гледаме на 22-та дружба за месец дена неполни. Секој добар на сите. Пријатно, добро. Поздрав на сите. Пријатно. Пријатно.